Денеска ни го убија апостолот Гоце Делчев. Денеска нашето срце е со него, затоа што и ние сме предадени. Така е! Во чест на апостолот Ахил, тишината ќе ја проследиме само со мало наведнување на знамињата. Слава му, а сега да ги кренеме за жива Македонија! 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 Браќа и сестри, 67 ден и дожд и сонце. Така беше изминатите 67 дена. Ама на крај, и ова не го монтирав и режирав јас, ке не угрее сонце. Фала ти. Фала ти, Господе. Тука сме повторно. Во центарот на оваа денес нефункционална држава. Но тука сме затоа што ја сакаме и сакаме да биде функционална. Тука сме повторно пред собранието, во кое што некој се обиде на шверцерски начин, како што се обиде да протне тиранска платформа да избере и председател на собрание. Господинот Талат Џафери е нелегитимен председател на собранието. Незаконски избран не може да биде председател на собранието на сите граѓани во Република Македонија. Без оглед на сета поддршка која му ја даваат оние кои работат на окупаторскиот монструм во Македонија. Без оглед колку некој од надвор да сака тој да го има легитимитетот, го нема. И тоа никој не може да го промени. Тоа го вели Уставот, тоа го вели Законот за собрание, тоа го вели Деловникот за работа. Ние само го артикулираме. Тоа не е ничима измислица. Тоа се напишани зборови, ама зборови кои се темелот на оваа држава. Оној кој сака да го руши темелот на Република Македонија, сака да ја руши Република Македонија. И тука немајте солнеж. Ние се бориме за правда, за правна држава. И еден ден правдата ќе дојде. Правдата ќе ги стигне сите кои се обидоа да го изведат ова скандалозно сценарио за државен удар. Овој шверцерај на институциите. До тој ден продолжуваме, не се откажуваме. Не може да не скршат, не може да не победат.
македонски. Од името на македонскиот народ му забрануваме на Зоран Заев да го употребува воопшто името и да го злоупотребува насекаде околу нас. Толку имам да кажам, да живее Македонија! Не се вознемирувајте премногу. Оваа земја стално имала и такви и вакви. Но доказ за нашето постоење денеска е дека на крај победувала идејата на великаните. Од оној кој го славиме денеска сакам да ви прочитам две мисли. Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови и изроди како македонскиот народ. Јас не сакам востание со луѓе што ќе ме напуштат при првиот неуспех. Јас сакам револуција со граѓани кадарни да ги понесат сите искушенија на една долготрајна борба каква поради жестоките политички услови ќе биде и нашата. Ова го изјавил Гоце Делчев пред повеќе од 114 години. Како што гледате, историјата се повторува, но се повторуваат и Гоце Делчевците. И ви честитам на упорноста, ви честитам на истрајноста, заедно ќе успееме. Денови ве зборуваат, овој кој дојдел на власт, оној кој одел во опозиција, не знам што било среќно или трагично. Другари, другарки, браќа и сестри, Македонија никогаш нема да биде за нас опозиција. Секогаш ќе биде на прво место. Без оглед кој да биде власт или кој да се мисли дека ќе биде власт или ќе се обидува да ја окупира власта. Ние ќе сме тука и ќе се бориме и ќе победиме.